Покачување на платите на сите оние професори кои ќе се занимаваат со наука, кои својот труд ќе го објават во влијателно списание. Универзитети што ќе бидат горе на Шангајската листа, корените реформи во образованието, подобрување на условите во училиштата. ВМРО ДПМН ја представи програмата за развој на образованието. Секој оној наставно образовен кадар на високообразовните институции кој што ќе објави труд во списание со фактор на влијание, а тоа списание е дел од индексираната база на Thomson Reuters, позната во науката како Web of Science, тогаш следната година државата ќе одвои дополнителни 50% секој месец за неговата плата. Новиот систем на образование ќе предвидува децата да се запознаваат со предприемништво, демократија, општество, различни култури, да почитуваат традиции. Треба да научат како да носат одлуки значајни за животот, како да решаваат проблеми на мирен и конструктивен начин, вети професорката Весна Јаневска. Ке се грижат за околината, ке развиваат свесност за екологијата, ке имаат драмска секција, хор, треба да е јасно, но во континуитет ке се прави тоа што треба да се направи и до крај на мандатот сите деца во Македонија ке имаат учебници, сите деца во Македонија ке имаат ваков тип на настава, сите училишта ке можат да спроведуваат ваков тип на настава. Пратеничката Иванка Василевска најави адекватни решенија со кои ќе се овозможи навистина луѓето да се ослободат од стегите на стравот и партизацијата. Почитувани колеги, бевте многу пати изманипулирани. Имавте многу тежок пат. Тешко се преживува со лошите финансиски услови со кои што бевме сите вреднувани во Република Македонија. Особено овие 7 години тоа го осетивме сите. ВМРО ДПМН најави дека идната влада ќе одвојува повеќе средства за наука и другите гранки во образованието, со цел да се создаде финансиска самодоверба на младите и на развиените научници, кои ќе можат послободно да планираат, креираат, предлагаат и врз основа на нивните резултати да едуцираат.